животниот стандард на граѓаните е сериозно нарушен, инфлацијата е двоцифрена, а владата одбива да се откаже од зголемените даночни приливи. Претеничката група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, во насока на намалување на трошоците на живот, предлага измени во Законот за ДДВ, кој ќе ги поднесе денес, а предложените измени предвидуваат: под 1. Ослободување од ДДВ на производите за човечка исхрана. Со оваа мерка цените на прехранбените производи веднаш ќе се намалат за минимум 5%. Сметаме дека ова решение е неопходно по завршувањето на мерките со кои беа ограничени цените на прехранбените производи. Со нашето предлог решение оставаме можност владата сама да определи кои производи ќе бидат ослободени од ДДВ. И под број 2, враќање на стапката на ДДВ за 5% за струјата, наместо најавените 18%. Доколку не се ефектуира нашиот предлог, од 1 јули граѓаните ќе плаќаат поголеми сметки за струја за најмалку 8%. Во моментов стапката на ДДВ е 10%, а од 1 јули таа ќе се зголеми на 18%, а ние со ова пред законско решение предлагаме таа да се намали веднаш и да биде 5%. Почитувани, инфлацијата за месец мај 2023 година повторно е двоцифрена и изнесува 11,3%, а кај храната е уште повисока и изнесува 14,6%. Но важно е да подсетиме дека лани во мај инфлацијата исто така беше двоцифрена и изнесуваше 11,9%, а кај храната огромни 17,9%. Ова е драстичен пораст на цените за само 2 години и токму затоа се поголем број на граѓани се сиромашни, а семејниот буџет е се попразен. Предлозите на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија се резултат на барањата на граѓаните, кои плаќаат неспособноста и криминалот предводен од оваа владина коалиција. Ги охрабруваме пратениците на СДСМ и ДУИ да не ги слушаат своите раководства и час поскоро, уште на утрешната седница да ги донесеме овие предлог измени во интерес на граѓаните. Ви благодарам. Доколку има прашања, повелете. Па одговор може да ви даде колешката Дафина Стојановска, затоа што ќе има тематски прес за конкретно за таа тема. Ова се измени на тој постоен закон, каде што само се дефинира процентот. Сега, заради тоа што тогаш се донесува измени кои што важат до 1.7, кои што се од 10 на 18%, ние на тоа законско решение предлагам измени да биде од 18 на 5%. Само нумеричка некоја разлика во тоа што е напишано како вредност. Ви благодарам.